Председателе, почнувајќи го вака мојот збор, прво навистина би сакал да апелирам ревносно да ги согледате сите оние дискутанти кои што се јавија за процедурално, со цел да можеме да ги слушнеме сите забелешки на процедурата која што денеска мора да се согласиме ги имаше повеќе. Што може да се заклучи од дискусијава за амандманите? Тоа е дека имавме вкупно поднесени 188, а успеавме да обработиме 81 амандман. Со оглед дека сум нов пратеник, внимателно ги слушав поискусните колеги кои велеа дека во минатото се имало моменти кога биле поднесени 800 амандмани, кога биле отварани, кога тоа што е добро било прифаќано. Сега, ако колегите од минатите состави можеле да поднесат и да обработат 800 амандмани, барам тој што го каже ова од поискусните колеги да ми каже точно какви биле соодносите на силите тогаш, кој бил власт, кој бил опозиција. Ние овој пат како опозиција поднесовме доволно амандмани што сметаме дека ја обработуваат суштината, а успеавме преку разни трикови да ни биде допуштено само 81 амандман да можеме да изработиме, со што ги обесправивме колегите кои што беа ревносни, кои што доаѓаа и трпеливо чекаа нивниот амандман да дојде на ред, да ги образложат проблемите што ги имаат од нивното населено место, а преку разни трикови, преку тавтологија и преку условно кажано индиректен филибастеринг им беше оневозможено тоа право. Што можам да констатирам лично од аспект на уште една процедурална забелешка, тоа е класичното непочитување на членот 153 од Деловникот, ставот 5, со даденото право на пратениците да го повлечат сопствениот амандман, на што изигрувајќи го Деловникот се пријавуваа пратениците од мнозинството на процедурални забелешки само и само за да во овие 188 издржани амандмани во кои што се обработени проблемите на граѓаните од средините каде што доаѓаме, едноставно не бидат отворени. Замислете, по Деловник колегата го повлекува амандманот затоа што тоа право му е дадено, а власта се обидува тоа да го оневозможи со тоа што бесконечно се пријавуваат за процедурално и го злоупотребуваат надвор од тоа за кое што се јавени. Што може тоа да укаже? Односно на што може од тоа да се заклучи? Јас свака ви кажам. Класичното лице на оваа партија која што е на власт. Обид за заплашување на опозицијата, обид за условно кажано насилие и обид за спречување на дискусијата која што е демократски дозволена. Што значи тоа? Ке ви кажам многу отворено и без ракавици. Имало состави со почит на сите до еден, каде што некој со ваквите инструменти успеал да скрши некого. Драги колеги од СДСМ, тоа во овој состав нема да ви успее. Ниту некого ќе заплашите, ниту некого ќе доведете до ќош или до зид, приморувајќи го да го прави тоа што вие го сакате, а што не е во неговиот опис и попис. Во оваа пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата има репрезенти на третата генерација политичари во ВМРО, ДПМН што не можат да бидат уценети или скршени. И тоа да го знаете. И ова ви го кажувам да привршувате. Ке привршам, председателе, ве молам и вие, ова е процедурална забелешка до вас, држете се до Деловникот и дозволете ми да поентирам и да дојдам до главната цел на она што имав да го кажам. Сакам подетално да објаснам, за да не бидеме сватени погрешно. Вие
покажавте една лажна загриженост, вие покажавте едно лицемерие, полни ви беа устите со изрази дека се грижите, дека реализирате, а само 188 условно кажано проблеми на граѓаните немавте можност, немавте демократски капацитет да ги слушнете и да ги администрирате. ПСК исто така, сакајки да ве извади, заменикот министер вели дека буџетот е екстензивен и дека буџетот е така концепиран за да може да се справи со кризата, ама тоа не значело дека сега овие амандмани што се поднесени, кога ќе ги поднесеме за креирање на буџетот за 2021 година, немало да важат овие оправдувања, туку требало да бидеме свесни за кризата која што доаѓа. Па заменик министер, вие од овие 81 амандман, 95% што не одбивте, тоа беше објаснувањето, дека ние можеме, односно како правна поука беше дадено да се обратиме во моментите кога ќе биде креиран буџетот. Така да во моментот кога ќе се видиме за неколку дена, најголем дел од овие амандмани ќе бидат концепирани токму во изработка на новиот буџет. А јас ќе бидам доволно ревносен, ќе ги прегледам видеата и на сите амандмани што ќе ги реподнесат колегите, ќе ги вадиме стенограмите или видеата каде што беше кажано не може да се заврши сега, ама во новиот буџет ќе може да влезе. Она што мене уште повеќе ме загрижува, што вие немате никаков план како ќе ја подобрите фискалната политика во Република Македонија. Немате одговор на тоа прашање. Можеби затоа во овие денови не оставија сами, министерот најде за сходно само еден ден да дојде и потоа човекот го снема. А прашање има колку сакате. Ке излеземе од оваа просторија и повторно ке се вратиме помеѓу граѓаните кои што не гласале и граѓаните ке не прашуваат. Ние сме тука да прашаме, а одговори нема. Би сакал вака да ви кажам. Говоревте скоро 2 или 3 пати по 10 минути за Јаболчиште, почитуван колега. И тоа е добро. И тоа е добро заради тоа што јас не сакам никого да потценам. Секоја уличка во оваа наша Република Македонија заслужува досовно внимание од народните избраници. И ако треба, ќе седиме тука и до 5 часот изутрина и ќе збориме за шахта на било каква улица. И ќе збориме за тоа, затоа што граѓаните што не гласале, тоа го заслужуваат. И мене воопшто не ми беше ниту досадно да ги слушам колегите од Куманово, заради тоа што тоа можеби е пример како треба да изгледа една здрава дебата. Вие двајца знаете од каде доаѓате, граѓаните што ве следат што се од Куманово ги имаат тие проблеми и така треба да изгледа една дискусија. Или нашата дискусија со колешката од Ѓорче Петров, или дискусијата на колегите од градот Неготино. Можеби ние не сваќавме, можеби ние не знаеме каде треба да биде таа гража или каде е таа улица, али вие двајца, вие и колегата, почитуваниот колега Пенков, знаете и знаат граѓаните на Неготино. Тоа е всушност нашата улога. Ама зборувавте, а попусто, па само и за тоа ве бидува. И тоа граѓаните го знаат. И тоа можеме да го кажеме. Се кажаа многу работи. Ви замолувам, председатели, уште еднаш дозволете ми да дојдам до поентата, која што на крајот од мојот говор апсолутно ќе се потврди дека е од процедурална природа. Се кажаа 30.000 денари плата. 500 километри автопат. Ке повторам, доаѓам од Министерството за транспорт и врски. Знаете ли колку се 500 километри автопат? Само да ме сватите подобро. Тоа е еднакво како да почнете траса од почитуваното Кавадарци, така е го колега Минов, го погодив. Кавадарци и да заврши во соседна Србија. Еквивалентно таа е траса на 500 километри автопат, или да бидам сватен, да ја заокружите Република Македонија и скоро 1/16 од тој автопат да се повторува. Толку беше ветен. Видовме дека двата автопати што беа со уште 1%,
дека не само што не ги пуште, една година се чекаше, едниот требаше буквално да поминат камиони да ја исперат трасата. Ајде една година чекавме, па кога се удри еден чочек, цел свет не дозна. Така треба да се отвараат автопати. Удрете чочек, удрете бригу на веселје, па нека знае цел свет. Се вети студентски град. Жалам што нема некој да објасни до каде е тоа. И јас не го гледам. Касневме со тоа, тоа е наша грешка, ја го признавам, ВМРО ДПМН не реагираше доволно респонзивно. Реконструкција имаше на две ламели од Гоце Делчев, две ги оставивме во постапка, до ден денес мислам дека не се завршени. Ветивте 1000 километри магистрални, регионални и локални патишта. Тука има колеги од различни краеви на Македонија. Колега, навистина, да фатиме да ги мериме на времето. Ама ве молам сега председателе, па имам поента, дозволете да завршам. Ве молам во интерес на времето, ве молам, не сте коректен. И на крај она што е главната забелешка, имаше еден, заради тоа што еве во процедуралното нема да го прекршам тоа што неколку колеги го кажаа, почитуваната колешка, рече да не спомнуваме лица кои што не се во салава. Еве нема да спомнам. Ама ќе кажам од околу, па народот нека заклучи за кого ќе збора. Во телевизиско интервју се конеше во најмилите и викаше дека нема да има промена на устав со цел промената на уставно име. Тоа е, господјо, ја не спомнував имиња што не се во просториве. Ве молам, бидете коректни и не спомнувајте луѓе кои што не се ни во држава. Ве молам, господјо Ласовска, и вие немојте да дофрлате од место, не е коректно затоа што јас ве почитував сите. Дозволете ме да ја завршам мислата и да го кажам тоа што е процедурално дозволено. Сега ќе ми дозволите да кажам неколку бројки. 920 милиони евра дефицит. 60,3% од бруто домашниот производ сме задолжена држава. По Мастришкиот критериум високо задолжена земја. Подоле од ова нема. Не постои држава која што е подоле од ова. 8,5% во минус економијата, 1,85 милиони, тоест милиарди, се извинувам, долг, 54,5% од трите сета. Го слушнав и заменикот министер. Заменик, вие сте професор на реномиран универзитет. Ама ве молам, немојте да не подценувате нас, кои што можеби немаме економски познавања од тоа академско ниво, ама за волја на вистината па имаме економски познавања. Па имавме тука 2 дена расправа на буџетот, па ја разбирам бројки, ја можеби не разбирам како вас, вие сепак сте професор, ама ја ги разбирам бројките. Така да будно ќе седам заедно со моите колеги и се она што ќе биде кажано за бројки, јас ќе бидам тука и ќе ве потсетувам. Како за викендот на ДДВ што бевме во право, ќе бидеме право и за се. Вака ќе ви кажам, додека ние зборуваме тука, додека зборуваме за Јаболчиште, во Кичево, наместо болница да се примат ковид пациенти, во шатор се примаат. Зашто зборуваме бе луѓе ние тука? Тука е колегата, жалам што искочи за Струмица. Струмица на улица, ама инфузија се прима. Не знам тоа дали некој го видел или дали тоа некој сака да го игнорира. Ама тоа е ноторен факт. Тоа е деградацијата. Ама морам да бидам чесен, морам да бидам искрен до крај за македонската јавност и да ви признам дека во нешто растете. И тоа е точно. И јас од тоа не бегам и тоа ќе го повторувам секогаш кога е така за интерес на вистината. И уште еднаш да го потврдам моето парламентарно работење, јас никогаш нема да кажам бројка што не е искомуницирана од владините представници. Никогаш. Првиот момент тоа од мене кога ги сретнете, слободно, било од кој од вас нека се јави и нека ми рече колега лажеш. Јас ги користам бројките кои што се комуницирани само од оние што се владени представници. За 10 дена во Република Македонија има 77 починати од COVID-19. 77 починати од COVID-19. Господјо, може да е морбидно, може да е морбидно, ама е сурова вистина. Денеска, ама добро, ве молам, морбидно е, го разбирам тоа од робусен пратеник како вас, кои што сте избрани од изборната единица денес. Ве молам да имаме
Колега, ве молам, привршувате на вистина, Колега, потребувате замолувам уште само неколку реченици и ќе финиширам. Може би е морбидно, ама тоа еве ќе го прифатам како забелешка од толку робусен пратеник што е гласан во изборната единица 1, а што најмногу забелешки имаше за изборната единица 4 и 5. Тоа е добро. Како што кажавме, вие сте бирана во кецот, ама толку многу познавање имате што јас верувам сега да излезе колешката Благица Ласовска, можете да ја објаснувате дутре за Свети Николе. И тоа ја го ценам и тоа така треба да биде. Да имаме пратеници кои што се толку робусни. Тоа е добро. Денеска имаше над 640 заболени. Само денеска. 640 рековте, извинете за превидот, затоа реков над 640, зашто не бев сигурен да беа објавени во 2 или 3 часот, ќе знаев, ама покасно се објавуваат, а јас сум на комисија и не можам толку ревносно да следам бројката. Не знам зашто, ама во последниве неколку дена подоцна идат објавувањата. Па проверував кај Артан Груби, немаше, човекот не гостувал на телевизија, бев приморан да чекам да објави Венко Филипче, се извинувам многу. Значи 640. Ако да, порано беше 10%, сега 25% од тестирањата. Инаку, еве ќе ве замолам, се гледа дека сте добро упатена, само што предизлегов едно семејство од Ѓорче Петров, четворица, не може 4 дена да прибават решенија, се во изолација и никој не доаѓа да ги контактира, се позитивни дома. Само да завршам, ќе доам да ми помогнете. Ќе бидам многу благодарен за тоа. Имаме најголема смртност во Европа и тука растеме. За оваа целосна ковид криза ние имаме 25.473 заболени, 6.552 активни случаи и 874 смртни. И ние поднесовме 188 амандмани и со тавтологијата ни беше дозволено само 81. Ни беше брутално одземено правото и загрозено на членот од деловникот. Ни беше брутално одземено правото од деловникот и загрозено. Се обидовте со притисок, се обидовте со закани и токму тука е мојата процедурална забелешка. Бев малку поширок за да ме свати јавноста и за да разберете дека ова е парламент во кој што треба да има демократско и парламентарно однесување. А додека вие се обидувате, чувствувајќи се силни, по се што направевте изминатиот период, и обидувајќи се да ја исплачете опозицијата, ова е македонската реалност, која што е далеку од тоа што вие го гледате со вашите розови очила. И не само за тој член од деловникот. Вака ќе реагираме за сите членови од тој деловник за кое што ни се одзема правото да говориме. Дали се добри? Може би не, ама затоа има процес Жан Моне, затоа има преговарачи од вашата партија и јас ревносно ќе ве упатам таму да го измените деловникот за кој што имате толку против. Благодарам.